посакувам добро утро и вас, разбери на сите гледачи кои што утринава се заедно со нас. Ќе говориме токму така за денешниот светски ден, 28 април, светскиот ден на безбедност и здравје при работа, кој на некој начин не е само формално одбележување, туку аларм за сите важни прашања кои што влијаат врз самите работници. Ово утро сме заедно со госпоѓа Снежана Јанкова Петковска, магистар по безбедност и здравје при работа и воедно член на управен одбор на Македонското Здружение за заштита при работа. Добро утро и добро дојдовте во утринската. Добро утро, добро најдов. Уште веднаш ќе прашам колку е важно да се зборува за самата безбедност при работа и колку тоа треба да се свати сериозно од страна на работодавците, но воедно и од страна на работниците. Знаете, безбедност и здравјето при работа не е само законска обврска. Тоа е пред се уставно загарантирано право на секој работник согласно член 32 од Уставот на Република Македонија. Многу е важно да се зборува, бидејќи безбедна работна средина значи директно влијание врз физичкото и менталното здравје на работниците, мотивацијата на работниците, продуктивноста, и кога безбедноста ќе ни биде на приоритетот на агендата во нашите компании, тоа само по себе подразбира градење на доверба, на почит, на стабилност на компанијата и допринесува до подобри резултати, до намалени трошоци поврзани со настанати повреди при работа, поврзани со отсуство од работа, односно боледувања, со правни последици, а секако и има огромно влијание врз имиџот на компанијата. И од тука е многу важно и едноставно инвестирањето во БЗР, како што ние нели во скратена верзија си го кажуваме, не треба да се гледа како трошок, туку како еден паметен бизнис потек кој води кон едни долгорочни придобивки за сите вклучени во процесот. Каква е состојбата во однос на самата безбедност на работните места кај нас во нашата земја? Дали можеби како здружение имате некои статистики? Каква е состојбата? Се додека мислам, евиденциите генерално во Република Македонија не излезат со податок 0 повреди со фатални, особено со фатални последици, јас според мене состојбата не е добра, затоа што еден човечки изгубен живот на работното место е премногу и едноставно човечкиот живот нема цена. Македонското Здружение за заштита при работа од 2008 година па до ден денес денеска ќе биде објавен и извештајот за 2024 година, води евиденции, врши анализа на прибраните податоци од настанати повреди на работа, но објавени, во оваа прилика сакам тоа да го споменам, објавени во јавни медиуми, дали се тоа интернет портали, дали се тоа нели телевизии, пишани медиуми или директно се јавување и пријавување во канцеларијата на Македонското Здружение за заштита при работа. Потоа тие податоци ги обработуваме и тоа методолошки согласно ЕСАФ, тоа е европската методологија за водење на евиденција за повреди на работа, но морам да напоменам дека овој извештај е конзервативен, бидејќи податоците не се исклучиво значи од јавни медиуми и само по себе тоа значи се конзервативни информации, бројки и упатуваат на тоа дека бројот е помал кој што е прикажан. Веројатно е многу помал тој што е прикажан во извештајот. Да, значи и овој извештај покажува дека се гине на работното место 17 според нашата евиденција во изминатата 2024 година и едноставно честопати ни го поставуваат прашањето па зошто го правите овој извештај кога има релевантни институции кои што треба да водат оваа евиденција, како што Институтот по јавно здравје пред се согласно законската легислатива. Значи одговорот го правиме затоа што сме утврдиле дека немаме унифициран систем за прибирање на податоци за настанати несреќи при работа, болести во врска со работата и професионални болести и точно интенцијата ни е да упатиме кон создавање на еден таков унифициран систем кој што ќе ни ја отсликува фактичката состојба согласно ЕСАФ методологијата и врз основа на кој ќе ги темелиме идните стратегии и чекори во Македонија за да превенираме идни случаи. Според вас, на што најмногу треба да се обрне внимание, односно кои се оние пропусти кои што најмногу доведуваат до несреќи на работното место? Многу се. Ова е интердисциплинарна област и многу се причините кои што доведуваат до несреќи на работното место.
секако би тргнала од непостојање на култура за безбедност. Во Македонија имаме една неравномерна распределеност на примената на законската легислатива и стандарди. Скоро 95% имаме мали, средни, микропредпријатија кои што не се информирани што всушност треба да прават. Значи, неинформираноста, некомуникацијата, непримената на законската легислатива, непримена на стандарди во фаза на проектирање и потоа во фаза на употреба, односно на спроведување на процесот. Нестручна едукација, обука на вработени, небезбедна опрема за работа, некористење на лична заштитна опрема и кога... Значи, сите овие ги набројав. Ама доволно и еден од нив да биде присутен и да биде причина за настанување на ризик на работа. Пред самиот крај сакам да напоменеме нешто и за безбедноста во однос од аспект на самото ментално здравје. Колку е важно, освен за физичкото, се разбира да се говори и за грижа, односно безбедност за менталното здравје на работното место? Знаете, менталното здравје е дел од безбедност и здравјето при работа и ние кога ги анализираме ризиците, тоа е во делот на тие психолошки ризици. Многу е важно менталното здравје, затоа што притисокот кој што го чувствуваат работниците, особено ако се ограничени со рок за изведување на работната задача, норма во одредени дејности, лоши меѓучовечки односи и друг тип на тензии кои што се создаваат, значи доведуваат до стрес на работното место, а стресот од друга страна е индиректен причинител број 1 пак заради намалена концентрација при извршувањето на работните задачи да дојде до настанување на повреди за работа и затоа е многу битно се почесто да се говори и да се практикува една форма на психолошка поддршка, разговор со работниците, значи континуирано нешто што почна да се применува за време на пандемијата во добар дел од компании. Благодарам многу за одвоеното време и ми беше драго што имавме можност да ставиме акцент на денешниот светски ден. Јас би се заблагодарила и особено сакам да споменам мотото, односно темата на овогодинешната кампања, тоа е улогата на вештачката интелигенција и дигитализацијата врз безбедност и здравјето при работа, нешто што носи нови промени, нови предизвици, но и секако сум, значи, следам континуирано промените, но во оваа прилика сакам да апелирам применувањето на најновите технологии, автоматизирање, роботика, да се спроведуваат согласно одредени етички правила и дека пред се мислам најважно е здравјето на работниците. Благодарам уште еднаш. Токму така ова беше денешната тема, односно мотото оваа година по повод денешниот светски ден, кој што имено се одбележува секоја година на 28 април, а може да се напомене при самиот крај имено дека овој ден е инициран уште во 2003 година од страна на Меѓународната организација на трудот.